Ајде, вечер, рано ќе си дојдам Хатидже. Рано ќе вечераме, рано в соба ќе си одиме. Во ред, Хасан, земи уште еден залак. Не сакам. Но ќе ти даде сила, маженца. Не ми е потребна сила, женичке. А? Што велиш така, така нека биде, Хасанче. Хасан, Кажи, душа. многу сладко зборувај со тато. Не грижи се, Хатидже, со сладко. Ајде вечер, ајде. Ајде. Значи ќе бараш работа во градот, Вахид? Па ќе барам. Добра, што ќе работиш? Не знам, размислувам. Сигурно ќе најдам некоја работа за мене. Ти зошто слегуваш долу? Треба да наминам кај Дилавер. Зошто? Ние одлучивме да печатиме весник, Вахиде. Затоа ќе разговарам со Дилавер. Зошто е потребно? Зошто објавувате весник? Многу е потребно, Вахиде. Ќе печатиме весник за да ги информираме сите што се случува во овие краишта, затоа. За да ги исправиме грешките и неправдите. За да слушнат за сите настани. А така ли? Така е. И за да ја подигнеме свеста кај овој неук народ. Ние сите сме неуки, изгледа. Никој не знае да чита и пишува. Не е тоа точно, Вахиде. Неукоста не е само да не знаеш да читаш и да пишуваш. Колку луѓе има што се школувале во важни градови во Европа, но сепак се прости неуки. Затоа ти велам, нашата цел е да ја подигнеме свеста кај народот. Така ли велиш? Така е, се разбира. Ако сакаш, јас можам да те научам да читаш и пишуваш. Мене? Тебе секако. Зошто да не? Ти или знаеш дали можам или не можам, или пак јас. Реков дека не одговара. Јас знам тоа што го кажуваше премногу за мене. Зошто да е премногу, Вахиде? Добро, сега од што се навреди? Не знам да пишувам и читам. Ама секако има работи, јас што ги знам. Ти нема за што да ми помогнеш. А што е тоа што знаеш? Јас победив на надпреварот по стрелање. Ти текнува? Ако не си заборавил. Не заборавив, ама кажи ми каква корист имаш од тоа што ти знаеш добро да стрелаш? Ние не сме на фронт. Па ќе видиш каква корист ки има. Ти сепак размисли за ова ја што ти го кажав. Нема што да размислам. Размислив готово. Ти нели ќе одеше до кај макамот? Ете, тука живее. Мојот пат е вак. Право? Ете, гледаш, овде ни се делат патиштата. Ајде со здравје. Биби, биби, биби. Биби, биби, биби. Биби, биби, биби. Реков Биби, дојде Бибито. Татко Рамис! Татко Рамис! Што е, Хасан? Што се случи? Мајко Фатма, каде е татко Рамис? Татко Рамис! Не знам, од изутрина го нема. Што е? Што се случи? Мајко Фатма, имам една важна работа да му кажам на татко Рамис. Прво мене кажи ми. Не може, треба да му кажам на татко Рамис со сладко. Ти прво мене кажи ми со сладко. Јас после ќе му кажам на Рамис Ефендија со Ти не убаво. можеш да му кажеш како мене сладко. Јас треба да му кажам. Така ли? Може би не можам да бидам сладка како тебе, колку Господ дал толку. Важна работа за добро, мајко Фатма, треба да му кажам на татко Рамис. Ајде, ајде, влези внатре, ајде. Ќе му кажеш кога ќе дојде. Ајде. Би. Ајде. Како што гледате, со една моја наредба, саканиот кајмакам Дилавер се збогуваш од функцијата. Ако сакам, јас со една наредба можам и вас да ве разрешам. Ама тоа не го сторив. Затоа, од сега натаму, мислам дека ќе берете памет и ќе носите правилни одлуки со кого ќе работите, а со кого нема да работите, командире. Мислам дека ме разбравте. Разбравте ли, командире? Разбирам, господине. Тогаш слободни сте. Рамис Ефенди? Молам? Каде сте? Каде се задржавте? Разговаравме татко и ќерка. Така ли? Дојди, Зарифе, дојди. Разговаравте ли, а? Добра е, машала. Така ли е, Рамис? Ајде, Фатма, ајде, одам Каде јас. одиш, бе, човеку? Штом не одиш на работа? Не треба да ме подсетуваш. Морам да одам, да си барам работа. Ајде. Татко Рамис! Татко Рамис! Работ ли ќе браш? Каде? Кога ќе бараш? Кај ќе бараш? Што ти е тебе, бе, Ив, застани малку. Татко Рамис, треба да ти кажам нешто. Подоцна ќе ми кажеш.
Млекарот не може да биде млекар ако нема крава. Млекарот може ли да знае нешто друго? Види, пак ми се случи. Јас како да сум го доживеал и слушнал ова, пак се случи. Се случи. Боже. Татко Рамис, дојди заедно да работиме како кројачи. Што рече ти? Реков, дојди заедно да работиме како кројачи. Не ми треба твоето кројаштво, тргни ми се од патот. Види, татко Рамис, размисли. Се сеќаваш ли кога џабарот ме избрка од дуќанот како ми помогна? Да, Сега велам дека ти си во тешка ситуација и дојди заедно да работиме како кројачи. да не полуде, Хасан. Татко Рамис, Тргни ми се. татко Рамис. Види, ако имам дуќанот, заедно ќе продаваме, заедно ќе се живееме. Не може, Хасан. Човеку, зошто да не може? Реков не може. Готово, крај, ете толку. Татко Рамис, Ајде. татко Рамис. Не може, бе, тргни се. Татко Рамис. Ама, Не татко може Рамис. да биде кројач. Дилавер, доктор Назим е во Солун. А има и други младотурци. Печатат весник по име Нова ера. Колку што знам, нема некој од кадарот на младотурците, но сепак е опозицијски глас. Ако не представува опасност, можеме да се видиме со нив. Многу добро би било, брате. Но дури и да најдеме машина за печатење, како ќе ја донесам овде неприметно? Ќе најдеме некој начин, Дилавер. Мора да најдеме. Татко Рамис, зошто не ме слушаш? Зошто тебе да те слушам? На овие години да бидувам кројач? Јас ќе те научам. Слушај, Хасан, сакаш да ме изнервираш? Хусеин Ефендија, ти треба ли некој помошник? Зошто? Уште прашуваш. Не те прашува тебе, мене ме прашува. Како зошто? За да го пасе стадото? За сега не ми треба. Не ти треба ли? Ај се здравје. Јас да ти кажам, во ова време не е лесно да се најде работа. Хасан молчи. Дојди биди кројач со мене, јас ќе те научам. Хасан молчи. Како што реков, доктор Назим во Солун е влијателен човек. Ќе видиш, ќе ни помогне. Јас кога студирав медицина, беше една генерација пред мене. Се познававме. Ако најдеме начин да испратиме шифрирана телеграма во Истанбул, ќе му испратиме телеграма и на Музафер, ќе објасниме ситуацијата. Во Истанбул е Джемил Топузлу. Тој не е силен сојузник. Таму е и Омер Несим. Тој е лекар, сигурно ќе ни помогна да најдеме пари, брате. Наскоро огнот на револуцијата ќе се запали во Македонија, ќе видиш. А јас и ти, како први искри на овој оган, треба да направиме се што можеме. Во право си, брате. Треба да направиме. Што ме така? Штом така, уште утре заедно ќе одиме во Солун. Добар ден, господја Ѓутен. Добар ден. Има ли млеко, Рамиз Ефенди? Млеко ли? Па нели не земаше млеко од мене? Слушнавме, Алекс се оженил со Софи. Бевме неправедни кон тебе. Ако има млеко, тогаш јас да земам. Без причина, без да ме сослушате, ме обвинивте мене. Не ми земавте млеко. Морав да се задолжам. Си ја продадов кравата. Не сум лекар. Добро, тогаш. Што рече татко Рамис? Реков дека не сум лекар, ме слушна. Најпосле се опамети, татко Рамис. Се опамети! Не, се опаметив. Не. Што правиш? Јас сум Срамота лекар. е! Голема срамота е! Јас сум лекар. Јас сум лекар од Рамис. Ти си млекар, ќе останеш млекар. Млекар сум. О, вака иде, што сакаш? Сакам да го видам командир Джесми. Имаш ти закажано? Што значи тоа? Зар татко ти не ти кажа, ако нема закажано, не можеш да влезеш? Ми кажа, јас треба да влезам. Видија, каде бе, каде? Пушти ми ја раката, бе. Што е, Вахиде? Да не има нешто? Сакам малку да разговарам со вас. Те слушам. Сакам работа. Работа? Да. Каква работа бараш од мене? Знаете,
Ева бев прва. Саđe од мене во песачан. Да, знам. Затоа мислам дека можам да ги учам војниците на стрелба. Тоа помислив. Како? Можам да давам часови по стрелање. Вахиде, можно ли е такво нешто? Што е тоа што е невозможно, командире? Господине, Вахиде бара работа од нас. Вели дека сака да им дава часови на војниците. Часови ли? Какви часови? Часови по стрелање. Ние и кажавме дека таа работа е невозможна. Зошто не е возможно јас? Тоа не го разбирам, команданте Джизми. Па нели јас сум таа што победи над преварот со стрелање, така? Значи дека многу добро стрелаш, така ли? Добро стрелам. Ти нема рамен во стрелање, така? Па ми нема рамен. Кажи му да ми ја даде пушката. Кажи. Дај ја пушката. Имате ли една меджидија, команданте? Фрлите ја во воздухот. Вахиде, Фрли ја, командире. Оди донеси ја. Ја погоди точно в среде. Мислам дека нема потреба за повеќе зборови. Што велиш, командире? Да ја земеме ли Вахиде на работа? господине, вакво нешто до сега не сме имале. Добро. И ние прв пат ќе го примениме. Од утре почни со работа. Во ред. А сега дојди со мене. Мамо, сакаме да одиме кај дада. Така ли? И ти ли сакаш да одиш? Да, мамо. А што ќе правите таму? Ќе си играме со децата. Што ќе си играте? Со дрвена количка. Ќе се лизгаме по ридот. Какво дрво, каква количка, какво брдо, какво лизгање? Зарифе, Повеле, мамо. земи и однеси ги децата на сестра ти. Нека си поиграат. И ти малку ќе се расположиш, може? Може. Добро, сега слушајте ме. Те слушаме, мамо. Аха, добро. Нема дрвена количка, нема брдо, нема лизгање. Нема. Браво. Да не се удрат некаде, инаку јас ќе ги удрам. Разбравте ли? Да, мамо. Добро, ајде бакнете ме. Ајде. Повели, седни. Не, вака е добра. Седни, малку да поразговараме. Добро сум реков. Ве слушам. Сакав само да поразговараме. Молам? На човек овде му е многу досадно, Вахиде. Сака малку да се разоноди. Не разбирам. Не разбираш ли? Многу добро разбра. Јас зошто тебе те вработив? Па ќе ги учам војниците да стрелаат. Ете затоа. Многу си наивна, Вахиде. Навистина ли веруваш во тоа? Те вработив затоа што сакам секој миг да го гледам твоето прекрасно лице. Те вработив затоа што кога те гледам маката ми ја леснува. Верувај, толку места имам прошетано. И ни целава империја имам запознаено многу жени. Ама убавина како твојата немам видено, Вахиде. Тргни се, бе! Јас пак немам видено гнасен подлец како тебе.
Вахиде. Вахиде. Што се случи, Вахиде? Што си ваква? Во право сте била, команданте. Оваа работа не била за мене. Дојдовме да го посетиме господин Абдул. Господ нека го казни. Добар ден, Керко, Вахиде. Во мојот живот немам видено вакво нечесно нешто. Господин Абдул, ние ова... Петрос Ефенди, добре дојдовте. Повелете, повелете. Повелете, господа, влезете. Види се лизга. И ние да одиме. Еми не, Пембе, стојте. Зарифе? Алекс, Значи се врати. се вратив. Како си? Добро. Ти? Добро. Сакаш ли малку да прошетаме? Не, јас излегов да ги прошетам девојчињата, ќе одам со нив. Значи девојчињата. Добро. 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 Зарифе? Зарифе? Сакам од мене да слушнеш. Бидејќи немав друг избор. Не ми оставија друг пат. Не ми оставија друг пат. Знам, Алекс. Го направи оно што требаше, знам. Верувај ми, немам лоша мисла за тебе. Се надевам ќе бидеш среќен. Сакам да бидеш многу среќен. Сакаш ли да ти го кажем името? Сакаш ли да ти го кажем името? Моето име? Моето име? Чекај да размислам. Чекај да размислам. Твоето име е Зарифе. Како знаеше? Затоа што си многу нежна. Твоето име мора да е Зарифе. Од каде знаеш? Затоа што си многу нежна.
Калајџија! 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 Добар ден, Калајџија. Добар ден, Рамис Ефендија. Сакав да те прашам нешто. Повели, ајде, прашај. Може би е срамота да прашам. Прости ми. Ќе ми кажеш ли колку акчиња заработуваш? Се менува како времето, Рамис. Понекогаш едно акче. Но понекогаш богатите господи ме викаат во конаците. Ете тогаш заработувам од 3 до 5 акчиња. 5 акчиња за еден ден? Да. Ај, мајката. Што е, Рамис Ефендија? Не, јас само онака прашав. Онака. Еден калајџија е доволен за една касаба, Рамис Ефендија. Не може ли двајца? Не може. Еден калајџија, една касаба. Еден калајџија за една касаба, двајца калајџи за 2 касаби. На Ирлија, на Ирлија. Едно акче за еден ден, ај мајката. Рамис Ефенди? Молам. Те видов. И? Што виде? Сакам да те прашам нешто. Кажи ми, дали бараш работа? Ете, да, барам. Барам де? Не се нервирај, бе, Рамис Ефенди. Сакам малку да си помуабетиме, да си ги споделиме маките и ако можам да ти помогнам. Џабар Ефендија, ти стори се што можеше. Ти благодарам. Џабар Ефендија, сега, кажи ми, како се мојата крава и ќамуш? Добри се. Види, ако тие се добри, јас ќе бидам добро. Поздрави ги од мене. Чекај, јас да те бакнам и ти бакни ги и ќе биде како јас да сум ги бакнал. Нив ме разбра? Рамис Ефенди, ти оди си по твојот пат, а јас ќе си одам по мојот пат. Ајде со здравје. Ајде. Ама... Со здравје, ајде. О, се вратили моја... која керка беше? Најде ли работа? Заработили? Се обогатили? Разбирам. Ти стана богата, сега сакаш да ги криеш парите, а? Баш богата си станала, браво за тебе! Тебе ти зборувам, не ме слушаш ли? Те слушам, ама не сакам да те слушам. Јазикот ти си издолжил како влечка. Не знам на кого се метна. А знаеш што? И јас не знам на кого сум се метнала ваква. Молчи, безобразнице. Се прошетавте ли, девојчиња? Се прошетавме, мајко. Си игравте ли со дрвена количка? Не си игравме, мамо. Бевме мирни. Браво. Зарифе, ти добра ли си? Го видов Алекс, мамо. Алекс ли го виде? Ама, добра сум. Алекс и онака се жени. Ке се жени ли? Да, ке се жени. Нека се ожени. Нека се жени. Види, дори девојче прара. Ама јас разбрав. Вистина ли зборуваш, Бекерко? Добро, убавице моја. Ти благодарам, Петрус Ефенди. Пријатен ден, господе. Писару, дојди ваму. Дојдов, господине, еве ме. Керката на оној млекарот. Вахиде ли? Да, таа. Сакам веднаш да дознаеш се во врска со неја.
А овде? И овде има бугарски затвореници. Затворенику, Кажи, што е вашата вина? да го чуваме нашиот народ од зулумот на турците. Сите исто така кажуваат. Вината на сите овдешни затвореници е иста. Бунтовници и злосторници кои креваат востание против османлиската држава. Јас не сум баш сигурен како вас, Јавер. Господин Абдул, зошто да сака да ме види? Не знам Кројачо Хасан, јас не знам ништо. Ете стигнавме. Самиот прашај си го. А јас да влезам, ако пак ме стават затвор? А зошто да те стават бе човече? Ти направи нешто лошо. И да не направиш и да направиш, пак те затвараат. Најдобро е да се вратам во дуќанот. Оди бе не токму еден. Представникот на пашата сака да те види. Сака да те види и толку. Што бара да ме гледа пашата мене? О, леле, ќе ме снајде некоја беља. Не сакам да одам, не сакам да одам. Дојде зетот на млекарот Рамис, господине. Викни го нека влезе. Значи ти си зетот на млекарот Рамис, така ли? Да, јас сум тој. Штом сум женет за Хатидже, Ти да не се подбиваш со мене, а? не се подбивам, ви кажувам да знаете. Ние со Хатидже многу тешко се зедовме. Татко Рамис не ја даваше Хатидже, но потоа се убеди. На крајот се зедовме, нашата сад... Во ред, престани. Те викнав за една работа тука. Каква? Добра работа. Добра работа. Но јас имам добра работа, имам дуќан во чаршијата. Прво не беше мој дуќанот, бев Кираџија. Джабар може би го знаете, може би не. Вака, висок, со бела брада, тој е касап. Тој за свадбата ми го подари клучот од дуќанот. Бог да чува. Ти си играш ли со мене, бе, човеку? Не, јас ви кажувам да знаете. Сакам да сошиеш униформи. Униформи за сите мои војници. Вака со копчиња, овде вака на војничка... Да, војничка униформа. Можеш ли, кажи? Можам. Јас сум кројач. Можам да сошијам 5 и 5, дури и 10. Отвори очи и слушаме добро, Кројачу Хасан. Ти дали имаш идеја колку војници јас имам под моја команда? Не знам, мене никој ништо не ми кажа. Сакам да сошиеш 100. Колку се? 100? Ќе сошиеш точно 100. И за секоја ќе ти дадам 6 акчиња. 100 по 6 акчиња, 100 униформи, 6 акчиња, значи 60. Добра. 600 акчиња се, Кројачу Хасан. Можеш ли да ги сошиеш за една недела? 600... Што велиш? Ќе стасаш ли за една недела или не? Можам, јас сум кројач, ќе ги сошијам, 6 ќе сошијам. Добро тогаш. Значи, ќе се видиме по една недела. Ајде, тогаш ќе се видиме. Ајде, тогаш. Ајде. Тоаш, ајде. Ќе станам богат! Ќе станам богат! Богат! Ќе станам богат! Ќе станам богат! Богат ќе станам! Ќе станам богат! Ќе станам богат! Ќе станам богат! Ќе станам богат! Татко Рамис! Слушнете ме! Сите слушнете ме! Се случи нешто многу чудно! Што викаш бе, сине, земи здив, ке умреш, аман! Што е, Хасан? Нарно нека е. Нема да поверувате! Кажи де што ќе кажеш, ајде ќе јадеме. Татко Рамис, твојот зет, оној што е кројач, ете тој. И? Наскоро ќе бидем многу богат. Што зборуваш ти, Хасан? Аман, пак му се откачила некоја жица во главата. Ајде, јадете си вие, дојди ти. Штом не ме сваќате сериозно, тогаш јас малку поинаку ќе ви кажам. Ај повели. Што се случи бе, Хасан? Татко Рамис. Татко Рамис, според една нарачка,
наскоро ќе станам многу богат. Што? Ќе шијам 100 униформи на војската. Што? 100 униформи ли? Јас сега не разбирам, Хасан. Ти на војниците униформи ќе им шиеш? Да, така. Една чини 6 акчиња и 600 акчиња. 600 акчиња. Што? 600 акчиња? Ау, така ли рече? 600 акчиња ли рече ти, бе? Така реков. Лично синот на Масхар Паша, господин Абдул, ја направи нарачката. Господинот Абдул ли? Хасан, сине, лаву мој, зетко мој, кажи ми ти, кога ќе ги сошиеш униформите, за колку време можеш? Една? Една година, бе, една година. Еден месец. Една недела. Една недела ли? Една недела ли? Хасан, како ќе сошиеш 100 униформи за една недела? Сите заедно. Сите заедно Сите ли? заедно. Зарем не сме едно големо семејство? Сите заедно ќе работиме, сите заедно ќе ги сушиеме. Што ќе речеш, Рамис Ефендија, а? Што да речам, бе, Фатма, што да речам? Боже, Боже, јас сум лекар, не сум кројач. Лекарството е светол занает кој ни останал од татко, дури од дедо. Во оваа куќа никој не може ништо да прави освен лекарството. Ниту пак знае. Зошто така зборуваш, татко Рамис? Јас бев кројач, станав лекар. И вие сите заедно ќе станете кројачи. Што велиш, Рамис Ефендија? Види, јас што ќе ти кажам. Нели ти велиш кога Господ ќе ти даде мака, ти дава и спасение, а? Види, ни испрати среќа, гледаш, а? Остави ме да размислам. Добро размисли, молчете. Рамис Ефендија нека размисли, молчете. Размислувам. Доста размислуваш, кажи. Размислувам. Како што вели Фатма, Господ ни ја испрати среќава и не можам да ја вратам. Размислив. Не можам да ја вратам. Ајде, Сега сите кројачи ли ќе станеме, а? Земи, ова е твојата Ни е лажица. на помош со лесно. Ајде. Благодарам. Ајде. Сретна работа уште од сега, Хасан. Браво, Хасан. Ајде. Ленцио Паша, како еден христијанин, одбран сум за да бидам помошник на Валијата. Вие знам дека сте вознемирени поради ова. Точно. Но вие немате што да сторите. За жал, и ова е точно. Вам ви пружам пријателска рака. На вас е дали ќе прифатите или не. Само што мојата првенствена должност ќе биде да ги заштитувам правата на малцинствата на оваа област. Јас сум овде токму поради таа причина. Јас знам дека ви, екселенцио, сте толерантни кон македонската, бугарската и српската младина кои се сметаат за бандити. Но за жал, денес во битолските затвори се сретнав со стотици невини македонски и бугарски затвореници. Што се обидувате да ми кажете? Скоро сите од овие млади се невини. Како наследник на османлиската држава имате право да ги помилувате овие млади. Морам од вас да побарам да го примените ова. Вие ми наредувате ли? Не, никако. Јас немав таква намера. Јас само... Вие само постапувате подпирајќи се на руската, англиската и француската држава, господине Стефан Христов. Може би е така. Ама морам да инсистирам да размислите за мојот предлог. Што побрзо. Вахиде, Молам, што бараш надвор? ништо не е важно. Ти да не си загрижена за нешто? Зошто си намортена? Ти утре патуваш за Солун, така е, нели? Да. Со Дилавер ќе одиме во Солун. Ти затоа ли си загрижена? И од тоа малку. Ама ти ќе се вратиш.
Така ли? Се разбира, ќе се вратам. Друго зашто си загрижена, кажи. Да не се налути за тоа што го кажав денес. Да, прво се налутив. Ама потоа Потоа? размислив. Си рекол во право си. Така ли? Така. Во право си бил. Сите сме останали неуки. На почетокот ти се налутив на тој збор, ама потоа си реков во право си. А зашто ми го даде правото? Оваа наша земја берикетна е, така? Така е? Стоката од овие краишта е хранета и силна е, така? Да, така е. Имаме доволно храна за нас, имаме и облека, се што ни е потребно. Тогаш зашто татко ми толку многу работи и едва се нахрануваме? Овдешните луѓе се симпатични, полни со разбирање. Нели така? Така? Тогаш зашто на планините има разбойници? Зошто се убиваат меѓу себе? Значи дека овде има некоја грешка. Гледаме што се случува, а не знаеме зошто. Ете токму затоа треба да објавуваш весник. Да им кажеш на луѓето овде што се случува и зошто се случува. Може би, ако ме научиш и мене да читам и пишувам, тогаш и јас ќе работам заедно со вас. Вахиде? Молам. Ти си најбистрата девојка што јас имам запознаена. Благодарам. Кажи ми, ти само за ова ли беше загрижена? Не е само тоа. Добро, а што има друго? Не му верувам на тој човек, На кој човек? на оној што му даде работа. На синот на пашата ли? Па не знам дали е синот на пашата или што белја, ама не му верувам. Вахиде, што се случи? Да не ти направил нешто? Ајде, кажи ми. Не е важно. Јас ќе одам да легнам. И сутрина имаме многу работа. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Мустафа. Веднаш ќе се вратиш, нели? Веднаш ќе се вратам, Вахиде. Не грижи се. Ние сега на војниците униформи ќе им шиеме Така. и ќе заработиме 600 акчиња, така? Така. И ќе го платиме долгот на тато и ние ќе заработиме. Така, нели? Така. Хасан, Хатидже, мене ми правиш така? тебе ти правам. Не ми се верува. Тогаш јас да изгасам ламбата. Ајде. Аман, Хасан, да не се случи пак непријатност. Приближи се, Хасан. Не сакам да има непријатност. Ајде. Јас ќе ја изгаснам. Хатидже, во постела сум, на сигурно сум.
Хатидже, да го извадам капчето или да остане? Што сакаш да остане, нека остане, ајде.